Деновиве навршува една година од смртта на еден од најголемите македонски интелектуалци, режисер, есеист, професор и политичар Љубиша Ѓоргиевски. За уметничката, педагошката и политичката оставштина разговарам во овие вести со негов студент, соработник и почитувач, актерот Роберт Велјановски. Велјановски, најпрвин добро вечер. Се слушаме. Добра вечер. Се слушаме, да, добра вечер вам и на гледачите на Централниот дневник на телевизија Алфа. Да. Зборуваме за човек кој според мене беше еден од ретките во Македонија кој секогаш држал до своите принципи и се борил за своите идеи, но никогаш борбата не ја водеше како што тоа го прават најголем дел од македонските политичари и јавни личности со пизма, агресија, туку секогаш со аргументи, знаење и секогаш во обид да се смири топката, да се излезе на површина знаењето пред се. На човек од маштабот на Љубиша Ѓоргиевски апсолутно не му доликуваше да води таков тип на борба. Напротив, секогаш беше покриен во својата борба со знаењето и со идеите кои што ги носеше во себе. Така да, дури и во моментите кога се обидуваат да му ги спинуваат изјавите, да му ги преправаат изјавите, секогаш остануваше достоинствен, впрочем онаков каков што беше. Професорот Ѓоргиевски беше еден од луѓето кои, од тоа што јас се сеќавам и од 90-тите и подоцна, беше еден од најнапаѓаните за своите политички ставови, особено по независноста, и според мене повторно еден од оние кои најмногу ја почувствуваа моќта на негативната кампања уште во 1994 година, кога обичниот човек и не можеше да ги препознае пропагандните механизми, кога Ѓоргиевски се соочи со тогаш моćниот Киро Глигоров во трката за претседател. Се чини дека тоа што ние го живееме сега, тој го живееше пред времето. Љубиша Ѓоргиевски многу работи кои што ние ги живееме денеска ги живееше пред времето, кога го достасуваа, да речеме. Се разбира, тоа беше една кампања која што беше исклучително валкана во однос на презентацијата на Љубиша Ѓоргиевски како претседателски кандидат во таа 94-та година. Меѓутоа, не сме да се пренебрегне фактот дека представите на Љубиша Ѓоргиевски и во време на социјалистичка Република Македонија беа забранувани од тогашните власти и за нив се водеа судски спорови. Така да, мислам дека мојот професор беше човек кој што едноставно беше тепан пред времето, за да може да го изживее времето. Впрочем, ако се сеќавате на еден на оној откажен ТВ дуел, тоа за мене е мощне свежо, бидејќи ние тогаш работевме на нашата дипломска представа 94-та година. Ако се сеќавате, професорот после откажувањето на дуелот од страна на пиар агентите на претседателот Глигоров, излезе и си ги повара своите 15 минути, кажувајќи го монологот на Брут од Вилијам Шекспир. Се извинувам, монологот на Марко Антони, кој што се однесува на Брут од Вилијам Шекспир. Кога зборуваме за храброст, но и мудрост во контекст на Љубиша Ѓоргиевски, морам да забележам дека професорот своите принципи успеваше да ги наметне и во Белград и во Софија, каде што беше амбасадор, и покрај тоа што тој никогаш не молчеше за антибулгарската, антисрпската и другите антимакедонски пропаганди. Знам изворно од луѓе во Софија, во Белград, дека беше еден од најпочитуваните амбасадори и во дипломатските, но и во интелектуалните елити на Бугарија и Србија. Како му успеваше да го направи тоа што на многу малку македонци им успеваше да ја промовира Македонија таква каква што е? Едноставно, моето лично мнение е дека професорот секогаш стоеше за нештата кои што ги познава. Човекот не говореше случајно, говореше само со факти, при тоа имаше невидена моќ за анализа и за до најситниот детал на сето она што го зборуваше. При тоа беше ерудит, човек кој што во малиот ракав ги имаше философите од Платон преку Сократ до Кант, Хегел. Така да, мислам дека луѓето во него препознаваа сериозен соговорник. И кога говорите со сериозен човек, кој што ви говори со сериозни аргументи, тогаш едноставно е невозможно да не го почитувате она што го искажал. И вие споменавте пред малку дека негови дела биле забранувани. Професор Ѓоргиевски како човек кој бил дел и од југословенското интелектуално милје,
еден од забрануваните автори во комунистичкиот режим, нешто што сега се случува во Македонија со забрана на филмови и книги, како оние на Јани Бојаджи, на пример, или Стојан Нандов, чија книга беше забранета. Во тој контекст, научивме ли нешто од неговата појава, од појавата на професорот Георгиевски во македонската култура и политика, или можеби неговите пораки ќе останат да циркулираат само помеѓу тие луѓе кои што, да речам, следбениците како нас? Оние кои што го почитуваа професорот Георгиевски се разбира дека научија. Научија многу нешта. При тоа најважното од се е секогаш да го кажете сопственото мислење, при тоа сопственото мислење да го подкрепите со цврсти аргументи и се разбира најважното, доколку некогаш погрешите, апсолутно не е срамота и да се извините за настанатата грешка. Меѓутоа, за жал, луѓето кои што владеат со Македонија не учат од сопствените грешки, не учат од сопствените луѓе, напротив, ним за жал им е потребен некој друг да им каже како би се одвивале работите. Така да, оние кои што искрено го почитуваат професорот и кои што го следеле неговото дело, точно знаат што научиле и како тоа да го променуваат во животот. А останува и вие и ние да продолжиме да барем да ги споменуваме неговите мисли, како таа, например, дека блескам затоа што горам, голем број на мисли кои што ќе останат во аналите на македонската историја како искажани од човек кој што навистина дал многу и ние ќе се обидеме да ја продолжиме тоа негово културно наследство за македонската држава и македонската нација. Се разбира, знаете како во 4 или во 5 минути не можеме доволно добро и доволно точно да изговориме нешта кои што се однесуваат на толку големи личности. Што да се каже за човекот за кој што да се биде македонец, пред се беше естетски чин. Велјановски, ви благодарам за овој краток разговор, тоа со прилично силни пораки за сите што не гледаат и сите останати македонски граѓани. Благодарам уште еднаш Роберт Велјановски, актер со кого што поразговаравме за оставштината на професорот Љубиша Георгиевски.